Во јавноста се почесто се зборува за електричната енергија, за штедата на истата, но и најавуваат енергетска криза. Колку од алтернативните начини, обновливите начини на енергија значи и термоизолацијата и колку често таа се користи во земјава? Видите, термоизолацијата си има своји предимства. Мада още за нашиот, да кажеме, за нашите граѓани уште е скапа, али не е до толку скапа ако ние го видиме нејзиниот бенефит. Прибидејќи не е она само за зимно време, да кажеме, нели, за што заштедуваме топлинска енергија, заштедуваме и летно време. Прибидејќи климата се користи доста слабо. Не е само како термоизолација, таа е исто и звучна изолација. Така да може да збореме ние колку сакаме, нели, дека е скапа, но сепак не е скапа. Кога ќе го направиме ЕСАП на крајот на годината, ќе видиме дека сме заштедиле. Значи, таа многу брзо се враќа, таа инвестиција. Ја спомнувате изолацијата и од топло, но и од студеното време. Како и на кој начин се објаснува овој процес? Ако не се нашите стамбен објект, да кажем, дали е куќа или е во зграда стан, значи ако не се отварат прозори, врати, значи температурата за 24 часа се менува 1 до 2 степени само. И да кажеме парното, ако е уклучено преку целиот ден, оно минимално работи. Најминимално што може да. И така, на тој начин, ако да кажеме, сте трошиле, не знам, струја 700-800 киловати, тогаш би паднале сигурно на 400-500 киловати. Некаде околу 40% е заштедата со термоизолацијата. Вие сте постојано на терен и ја согледувате фактичката состојба. Што велат граѓаните? Колку граѓаните се спремни за една ваква инвестиција со цел заштедување на електричната енергија? Веќе во последно време веќе и самите граѓани го знаат бенефитот, веќе се слуша тој што ставил веќе, значи знае да биде благодарен од тоа и го пренесува исто и на другите луѓе. Ви благодарам.